Општинската библиотека Искра ја доби престижната награда за најдобар промотор на читачката култура за 2023 година, а што ја доделува Македонската асоциација на издавачи. Наградата беше доделена во рамки на сајмот на книгата што се одржува во Скопје, при што беше нагласено дека според пренесените искуства од издавачите, како и од лични искуства на членовите на жири комисијата, Кочанската библиотека е најактивната и најпосветената во државата. Ова е најактивната и најпосветената библиотека во Македонија, која постојано работи на промоција на читачката култура и тоа преку заложби за носење на сите нови, актуелни и квалитетни наслови за деца и млади во библиотеката, потоа со организирање на различни активности за поттикнување на читачките навики и читачката култура, како што се фестивали, прослави за Денот на детето, гостување на автори во библиотеката, но и во градинките и училиштата во Кочани, мали сајми на книги на кои учествуваат различни издавачи. Видната работа на привлекување на најмладата популација меѓу книгите и претворање на децата во редовни читатели во периодот од ланскиот саем до овој е за секоја почит и сосема заслужена го добиваат ова признание. Од библиотеката Искра упатија благодарност до домашните издавачки куќи за досегашната соработка, која ќе продолжи и во наредниот период. Беше додадена наградно признание на јавната општинска библиотека Искра од Кочани за промовирање на читачките навики кај читателите. За нас како институција оваа награда е мощно значена, меѓутоа представува и поттик за воиднина да продолжиме со нашите активности, планови, програми, реализации во проширувањето, односно промовирањето, валоризацијата на литературата на пишаниот збор кај нашата публика на локално ниво во Кочани. Наградата е доделена од страна на стручна жири комисија, која што во предвид ги има земено сите активности на нашата библиотека, каде што се гледа начинот и видот, односно содржинската покриеност на сите наши настани со кои што ја промовираме литературата воопшто. Во рамки на саемот на книгата во Скопје, Македонската асоциација на издавачи додели и награди за најдобра едиција, најдобра книга за деца, најкреативно издание, за автор на годината, најдобра корица на книга, најдобро ликовно графичко уредување и признание за поттикнување на општествената одговорност. Општина Виница упати известување до земјоделците и другите заинтересирани граѓани дека телото за управување на ИПАРД програмата при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство идната недела ќе одржи промотивна кампања за жителите од Виничкиот регион. Промоцијата ќе се одржи во вторник на 9 мај со цел за познавање и доближување на можностите за користење на средствата од ИПАРД програмата за сите потенцијални корисници. Со оглед на фактот дека ИПАРД има голем опфат во сите економски гранки, предвидени се 3 акредитирани мерки што ќе бидат презентирани на овој настан, стои во известувањето од општина Виница. Како прва мерка наведени се инвестициите во основни средства на земјоделските стопанства, односно инвестиции за изградба на фарми, набавка на трактори и земјоделска механизација, инвестиции во преработка на сопствено производство, подигање нови насади и слично. Втората мерка опфаќа инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделските производи, односно изградба на преработувачки капацитети, млекари, кланични капацитети, производство на месни производи, винари и преработка на овошје и зеленчук, како и опремување со машини и слично. Третата мерка од ИПАРД програмата опфаќа диверзификација на фарми и развој на бизниси во руралните средини, односно поддршка на сите производни капацитети од дејности што се лоцирани во селските населби. Презентацијата на ИПАРД програмата на 9 мај ќе се одржи во салата за состаноци во зградата на општина Виница со почеток од 11 часот. Локалната самоуправа на Кочани ја почна редовната постапка за избор на фирма, што до крајот на оваа и средината на идната година ќе обезбедува продноста на земјените коловози до тешко пристапните и оддалечените места на територијата на општината. Слично како и лани, и годинава општина Кочани ја зголемува сумата пари што ја наменува за прочистување и порамнување на патиштата во Рицко-планинскиот дел на оддалеченост до 30 километри. Зголемувањето годинава е за околу 100.000 денари,
односно за тековниот период. За оваа намена предвидени се близу 2.200.000 денари. Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е дел од парите да се наменат за прочистување на локалните земјени патишта во должина од 40 км. Уште 150 км треба да бидат порамнети со машина грейдер. Освен тоа, планирано е да се набават и распостелат околу 80 метри кубни дробен камен, што ќе служи за тампонирање на земјените коловози. Јавниот тендер за избор на изведувач за чистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион е веќе објавен, а трае до 22 мај. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно до средината на идната година, согласно потребите на терен. Традиционалниот младински турнир во борење легендите на Спартак годинава ќе се одржи на 27 мај. Меморијалниот надпревар представува продолжение на турнирот што претходно се одржуваше под називот Андонов Колев, а се организираше во спомен на борачите кои во изминатите години дале придонес за развој и популаризација на борењето во Кочани. На овогодишното издание на турнирот ќе се надпреваруваат борачи во машка и женска конкуренција. При тоа право на учество кај момчињата имаат оние кои се родени од 2009 до 2012 година и ќе се надпреваруваат во 6 тежински категории. Во женска конкуренција пак ќе настапат девојчиња од 10 до 12 годишна возраст, кои ќе се надпреваруваат во 2 тежински категории. Секој клуб што ќе учествува на турнирот има право да пријави само по еден надпреварувач во секоја категорија. При тоа треба да достави заверена легитимација од Боречката федерација на Македонија или пак пасош за борачите од странство. Организатор на турнирот е боречкиот клуб Спартак со поддршка од Федерацијата на борачки спортови на Македонија. Според најавите од организаторот за овогодишниот турнир легендите на Спартак, пријавени се сите клубови од Македонија, а ќе има и учесници од Бугарија, Србија, Грција и Косово. За разлика од досегашните турнири, надпреварите годинава ќе се одржат во спортската сала на Основното училиште Никола Карев во Кочани. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на втората и третата фудбалска лига, во кои екипите од Кочани и Виница ќе гостуваат. По минатонеделниот надпревар во Делчево против Брегалница сениори, Осогово во 21-то предпоследно коло ќе гостува, овој пат во Богданци против тимот на Вардарски. Иако жолто-сините имаат фаворитска улога и од пред неколку кола осигураа пласман во баражот за влез во втората лига, сепак ќе мораат да прикажат добра игра за да го оправдаат настапот во првенството. Иако е во долниот дел на табелата, Вардарски во претходното коло направи изненадување на гостувањето во Карбинци, совладувајќи ја истоимената екипа со 3:1. Со 48 освоени бодови досега, екипата од Кочани е осамена на врвот пред Овчеполе, кое од поодамна ја загуби трката за првото место. Во втората фудбалска лига ќе се игра 28-то коло, во кое Слога 1934 ќе гостува во гостиварско Чегране против тимот на Арсими. Надпреварот ќе биде тежок испит за гостите од Виница, кои се борат за опстанок во лигата. Домашната екипа е во средината на табелата, а на гостувањето во Виница кон крајот на ноември минатата година освои бод, откако средбата заврши без голови. Надпреварот против Арсими во Чегране за Слога е од голема важност и доколку се освои макар и еден бод, тимот ќе се изедначи и ќе одржува чекор со Тетекс, кој во ова коло гостува во Скопје против Вардар. Надпреварот Арсими Слога 1934 во Чегране ќе се игра в сабота со почеток од 17 часот.